Вознемиреност меѓу скопјани предизвика пораки кои што се шират од синоќа со тврдење дека во водата во Скопје е пронајдена бактеријата Ешерихија коли. Предмалку со остар демант за овие спекулации излезе градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски кој ги презентираше последните лабораториски анализи. Маја Стојановска следеше пресконференцијата во градот Скопје, имаме во живо вестите, па Маја да чуеме на почеток дали може граѓаните дефинитивно да бидат мирни и спокојни и слободно да ја конзумираат водата од чешма. Да, Борча, градоначалникот Орце Ѓоргиевски морално и одговорно тврди дека граѓаните слободно можат да конзумираат водата од скопските чешми. Тој за да ги увери граѓаните и самиот како што посочи, се напи вода овде од просториите на градот Скопје, каде што предмалку заврши вонредната пресконференција која што тој ја одржа по, како што каже и ти, низата објави и пораки кои што изминатите неколку денови, а со особен интензитет утрово се ширеа на социјалните мрежи со предупредување и со апели да не се конзумира водата од скопските чешми со образложение дека во неа има присуство на повеќе бактерии, меѓу кои бактеријата Ешерихија коли. Ваквите предупредувања според оние пораки кои што стигнаа до нашата редакција најчесто доаѓа до институции како градинки и училишта, тоа самиот го посочи градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски. Тој како што кажав уверува дека водата е сосема безбедна за пиење, дека станува збор за напад кој што е организиран од опозицијски структури. Тој нагласи дека толеранција за вакво ширење на хистерија непотребно помеѓу, како што кажа, граѓаните нема да има, дека веќе се собираат информациите за сите оние кои што ги пишувале овие лажни пораки, дека најголемиот дел од нив, доколку се утврди, ќе добијат и соодветни пријави од Министерството за внатрешни работи. На оваа пресконференција беа присутни и представници од јавното предпријатие Водовод, како и самиот директор, кои што исто така уверуваат дека последните хемиски и микробиолошки анализи покажуваат дека водата е за пиење. Тие посочија дека постојано се прават анализи, дека секој ден околу 40 на места во главниот град се точки на испитување и последните анализи, како што посочив, покажале дека водата и хемиски и микробиолошки е целосно исправна. Дополнително, откако почнале да се шират овие пораки по социјалните мрежи, од јавното предпријатие Водовод направили една вонредна CPR анализа токму за овие бактерии кои што беа споменувани во пораките и таа излегла негативна, со што, како што кажав, уверуваат дека водата слободно граѓаните може да ја конзумираат од скопските чешми. Тука да ги слушнеме нивните пораки. Ова е обична вода од чешма. Да знаат скопјани дека имаме најдобра вода, најквалитетна вода и дека јас и моето семејство и мојот 8,5 годишен син ја пиеме оваа вода. Да бидат спокојни скопјани, следно што требаше да се направи е да се шири паника во јавноста и затоа од утринава шират особено по групи во предшколска возраст, во градинките каде што се наоѓаат родители на деца, во групи во основните училишта, како и во останати Facebook групи се шират информации дека некоја господја, и тоа прилично е истата порака, за иста порака станува збор, некоја господја дознала од пријателката дека имало вакви такви анализи направено и дека е присутна бактерија, па некаде спомнуваат Ешерихија коли, па некаде други бактерии споменуваат и така натаму и така натаму. Не постои ништо такво. И ние имаме, јас одговорно тврдам, во присуство на лица кои што со години, а тоа е раководителката на лабораторија овде, ние имаме една од 5 најдобри води и извори во Европа. Земен уште еден вонреден примерок од водоснабдителниот систем на град Скопје. Тоа е мерното место кое што ние го имаме како секој ден фабрика пивара и е направена брза PCR анализа. Таа е брза анализа која што за помалку од 4 часа имаме основни индикаторски параметри каде што констатираме дека не е детектирано присуство на геномски копии на Ешерихија коли, на колиформни бактерии, ниту на псевдомонас. Тоа е за примерот земен од вчера.
Така покрај од градските власти низа деманти пристигна и од повеќе други институции, меѓу кои од Институтот за јавно здравје, како и од Министерството за здравство. Здравствените власти велат дека немаат регистрирано досега случај на стомачна инфекција во Скопје, кој што на било каков начин би можел да се поврзе со конзумирање на водата. На инфективната клиника, како што посочи директорот Цана, иако има зголемен број на пациенти, тоа според него е нормална појава во овие високи летни температури, но и тој исто така посочи дека тоа не може да се поврзе со конзумирање на водата. Да ги погледнеме и овие изјави. На клиниката немаме такви податоци дека причина за некое гастроинтестинално нарушување има пациенти пријавени, зашто тоа нели по постапка диагностичка мора да биде ова пријавено. Бројот е зголемен, но не е над нормалната. Во споредба со претходните години тука е. Значи во очекуваниот раст. Така што немаме податоци дека некој има гастроинтестинални тегоби поради пиење на вода. Според бројот на пријави за заразни болести што пристигаат кај нас, не е преминат прагот на бројот на гастроинтестинални појави согласно периодот, како што кажа колегата. Така, во меѓувреме, она што го добив како последна информација е дека за целиот овој случај предмет отворило и основното јавно обвинителство, кое што, како што соопшти оттаму, ќе ги проверува информациите за загадување на природата со отпад во заштитено подрачје во близина на изворот Рашче. Ова доаѓа откако повеќе загрижени граѓани алармира за дива депонија која што со години се наоѓа таму. Ѓоргиевски вели дека ја поздравува оваа одлука на основното јавно обвинителство. Тој посочи дека оваа депонија, иако не била во надлежност на градот Скопје, дека токму градски служби во моментов таму ја чистат депонијата. Според него, како што посочи, било какво загадување на водата, кое што потенцираше уште еднаш дека го нема, не би можело да се поврзе со оваа дива депонија, бидејќи според него таа е доста оддалечена од Рашче и нагласи дека Рашче е заштитено подрачје во кое што тешко кој би имал пристап за да предизвика било какво загадување. Сепак, како што кажав, ја поздрави оваа одлука на обвинителството и повика освен за ова уште еднаш да се преземат сите соодветни мерки за сите оние граѓани кои што на социјалните мрежи ги ширеле овие лажни апели. За крај само уште еднаш би напоменала дека според сите овие институции кои што ги посочивме, скопјани треба да бидат спокојни и водата од градските чешми може слободно да ја конзумираат. Тоа би биле сите информации од овде студио. Така, ти благодарам Маја Становска со сите детали околу исправноста на водата за пиење во Скопје.